Од утре па се во наредните 7 дена, Крушево ќе доживее вистински историски времеплов. Градот ќе се врати во времето на Илинденското востание. По 8 веќе традиционален пат ќе се одржи манифестацијата Крушево етноград. Градот ќе добие едно ново руво. На терасите ќе се извадат црвените јамболии, символот на револуцијата. Но овој пат борбата ќе биде за привлекување на што е можно повеќе туристи. Крушевчани пак ќе се преоблечат во своите традиционални староградски носии. Крушево етноград само по себе како манифестација која од година во година се повеќе и повеќе се развива, представува еден спој на културата, историјата и традицијата во минатото, како живееле нашите предци, сето тоа пренесено во денешно време. Тоа е еден начин да покажеме нешто интересно и за туристите и за самите граѓани, како сето порано изгледал целокупниот еснавски живот во Крушево и сето тоа да биде пренесено денеска. Еден спој што нормално без историјата иднината нема да ни биде, за да се запознаеме ние какви биле нашите предци за и ден денес да знаеме за тоа. Тука низ овие тесни сокаци на старата крушевска чаршија ќе излезат да прошетаат чорбаџиите, комитите, турците, дамите облечени во староградски носии. Градот ќе се врати буквално како што живеел во времето пред 100 и повеќе години. Инаку Крушево етноград стана вистински бренд не само за овој град, туку и за цела Македонија. Ова е буквално единствената манифестација од ваков тип и формат на целиот Балкан. Посетителите и туристите ќе можат да го видат токму она, пошто Крушево е познато и препознатливо, значи линденските случувања, крушевската традиционална кујна и софра, обичаите, настаните поврзани со слободарските традиции во Крушево, така што програмата која што е понудена оваа година и трае 7 денови, ги презентира токму сите тие случувања, кои што не верувам дека во Македонија па и надвор од неа има човек кој што нема представа точно за што се работи во Крушево. Туристите ќе можат во вечерните часови да уживаат и во звуците на староградската музика низ кафеаните и кафулињата во центарот на градот. А доколку имаат желба, ќе можат и да си купат дел од носиите како сувенир. Секоја година бројот се зголемува, значи како домашни, така и странски. Имаат голема желба да се костимираат. Благодарение исто така на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, кој донира голем број на носии од различен вид комитски, староградски, алатурка, алафранга, детски, влашки, кои се еден од најзначајните делови во Крушево етноград. Освен Крушево етноград, Крушево во лето ќе биде исполнето и со голем број на други културни настани, поетски читања, театарски представи и изложби. А за да се привлечат што е можно повеќе туристи, бил направен спој и со спортските случувања, бидејќи ова место е познато како атрактивна дестинација за алтернативен параглайдинг туризам. Моментално во Крушево се одржува светско и европско првенство во змајарство, кое тука донесе неколку стотици љубители од целиот свет, кои што буквално го резервираа скоро целото приватно сместување во Крушево.